Маја Величкова пред една година отвори веб продавница за продажба на подароци. Бизнисот со кој се само вработи го почна со 3000 евра грант од Агенцијата за вработување. Онлайн продажбата ја користат само 5% од граѓаните во земјата и тоа е една од причините зошто бизнисот на Маја се уште не е само одржлив, но таа верува дека заработувачката ќе и се стабилизира за 6 месеци. Малку е поинаку кога треба сам за се да се грижиш, тоа исцрпува многу кога треба да си и дизајнер, и набавувач, и администратор. Тоа е тешкиот дел, а од друга страна па убавиот дел е што ти имаш идејата, тебе мислам слободен си да реализираш, да си го одбереш правецот во кој ќе одиш. Жените се сопственички на 33% од компаниите регистрирани во земјава, кои се најчесто нано или мали компании до 10 вработени и во нив се остварува само 10% од профитот на македонските компании. Трите најчести пречки кои ги ограничуваат жените во бизнисот во Македонија според истражувањата се: жените се воспитуваат да се грижат за семејството, а не да имаат кариера. Жените не се фокусирани само на постигнување на финансиски цели. Жените треба да се 95% сигурни дека се способни да прифатат нова позиција пред да се согласат за неа. Меѓутоа, тимот од Сдруженијето на бизнис жени работат да се зголеми бројот на предприемачките со обуки и тренинзи. Работиме менторски програми или пак сами се нарекуваме групи за самопомош, каде што си ги решаваме проблемите помеѓу себе на жените предприемачки, значи сите тие кои што имаат мали бизниси, им треба знаење во одредени области. Некоја од другите жени кои што веќе го изодела патот, си ги споделуваме едни помеѓу други, значи тоа е една вин-вин ситуација која што ја имаме кај нас во Сдруженијето. Сдруженијето изработи стратегија за развој на женското претприемништво и очекуваат финансиска поддршка од владата за во Македонија да има што повеќе економски независни жени. Охрабрувањето доаѓа и од најискусните менаџерки кои успешно водат бизнис со децении. Стално им препорачувам и ги охрабувам, викам дека жената може тоа да го направи. Да нема страф од ништо. Од ја викам додека жената е столбот на една фамилија и столбот на едно општество, зашто не може жената да биде во чело на еден бизнис, зашто не може да води. Економски силните жени се гаранција за намалување на сиромаштијата, растење на пообразовани деца со известна иднина во Македонија и намалување на семејното насилство.